Одиме понатака со шоуто. Добив информација дека повторно ни се придружил претседател на СРСМ, па сакав само да ве поздравам, господине Црвенковски, да ве прашам, ги фативте дечките, ја спасивте колата, се е во ред? Немало никакви дечки. Па шо знам, мене така ми кажа, така ви кажав, па нема ваljda јас да ве лажаме, претседателе бивше. Кога сме веќе кај претседатели, во продолжение се дружиме со претседател на Комисијата за верификација на факти или скратена Комисијата за лустрација, господинот Томе Аџиев. Снимката што ќе ја видите од понеделникот, веднаш откако тој соопшти дека комисијата ги прогласила за неверодостојни досијата мама и вујко кои се внесуваа на високи функционери на ДУИ. Дали ќе побарате вештачење на досијата? Не. Ние не сме во можност такво нешто да го правиме и немаме законска обврска. Законска можност имате да барате стручни совети? Немаме, тоа никој член го пишува тоа. Член 22 мислиш? Не е така, не пише. Не. Тоа пише, тоа се вели во 25-те. Ако при одлучување наше нешто ни е спорно во однос на нешто што ние не го знаеме, а инаку не дека ќе треба ни вештачење кај нас. Токму така. Во права е господинот Аџиев, ова новинариве појма си нема. Нема врска тоа дека во член 22 пишувало така. Се знае дека така пишува во член 25. Па нема ваljda да испане дека новинариве подобро го познаваат законот од тој што треба да спроведува. Речија, дај да го видиме членот 25. Го членот 25. Став 1. Комисијата со заклучок со кој се оправува со постапката го известува подносителот дека изјавата не е во согласност со поратоците со кои располага комисијата. Став 2. Комисијата со заклучокот од ставот 1 на овој член го повикува подносител на изјавата кој се противи на заклучокот во рок од 5 дена од приемот устно или писмено да се произнесе. Господинот Аџиев рече дека во членот 25 стои дека ако при одлучувањето нешто им е спорно или нешто не знаат, ќе може да викнат експерт да им помогне. Ама овде нема ништо такво. Членот 25 зборува за тоа што треба да направи комисијата ако утврди дека некој бил колош. Зарем е можно новинарите на вистина да го знаат законот подобро од претседателот на комисијата? Дај да го видам членот 22 за кој зборуваше новинарот. Член 22 став 4. За разгледувањето на одделни прашања комисијата може да побара мислење од стручни домашни и странски експерти и други лица и да ги покани да учествуваат на седница на комисијата. Па ова значи дека новинарот на вистина бил во права претседател на комисијата Аџиев не си го знае законот по кој постапува. Ама сепак, ова не може да е точно. Сигурно господинот Аџиев совршено добро го познава законот, ама колку добро и да знаеш нешто кога ќе те нападнат овие новинари, веќе се збуниш и се ќе заборавиш. Редовните гледачи на шоуот знаат дека уште во јули ја поздравивме акцијата на МВР во која беше уапсен најголемиот наркобос и кралот на подземјето Душко Илиевски, човекот кој сакаше со некакво си неисплатено млеко да ни ги замачка очите. Сега имаме продолжение на приказната. Битолскиот фармер Душко Илиевски денеска одлучи да ја продаде и последната молзна крава од неговата штала, што ја чуваше заради млеко за децата. Новиот чекор се реши откако ја доби пресудата со која треба да плати глоба од 400 евра. Тој прекршочната казна ја заработи по пријава од полицијата, бидејќи го омаловажувал и навредувал премиерот Никола Груевски. Море остај ти што го маловажувал и навредувал премиерот. Дали видиш што му правеше на кутрово животно? Би сакал да и се обратам на министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Ај проверете дали ме гледа? Да. Сигурно? Па супер. Поздрав министерке, голем фан сум ви. Ви сакал да ве замолам нешто. А ако сакате пратите некој да го уапси овој Душко уште еднаш, по 3 прекршочни една кривична пријава изгледа уште не му иде умот. Плати 100 евра за пучките што му ги пронајдоа, сега ќе му плати 400 евра на премиерот, го очекува судски процеси за марихуаната. А што прави тој во меѓувреме? Малтретира невини животни. Па министерке, па ви се молам, дали видовте како само ја тегнеше и тепаше кутрата крава? Ова е неверојатно. А на почетокот, скоро да бевме убедени дека Душко е само уште еден вреден земјоделец кој со многу работа и труд го стекнал сето она што го има. И сочувствувавме со него за парите кои му пропадна во Сведмил и сакавме да му помогнеме. Но за среќа, сега го дознавме вистинското негово лице. Душко во својот дом чува пушки со кои во секој момент може да се распука и да не испубие сите нас. Душко со своите 2 раце лепи плакати кои имаат разорна моќ врз премиерот и ја спречуваат преродбата. Душко одгледува дроги кои ги уништуваат нашите деца. А сега Душко се нафрли и врз безпомошните и кутри животни.
Ако ова го прави додека има камери, можеме само да предпоставуваме што се им правил на кутрите крави додека соработувал со Сведмир. Сега стануваат појасни многу други работи. Онава што порано само се сомневав и ми звучеше како лудост, сега ми изгледа сосема логично. Што мислите? Зошто пропадна Сведмилк? Да. Токму тоа е вистинскиот одговор. Кравите, не можејќи да издржат секојдневната тортура на Душко, решиле да се здружат и да ја одведат фабриката во банкрот, за да може да се реши нивниот проблем. И за чудо успеа во својата намера. Фабриката пропадна, Душко мораше да почне да ги продава кравите, а тие среќни им втрчува во преградка на новите собственици. И конечно, последната крава застана храбро пред телевизиските камери и сведочеше за тортурата на Душко. А јас сум тука за да ви ја откријам оваа болна вистина, да ја кажам она што другите се плашат да го изговорат. Затворете го Душко, казнете го Душко, уништете го Душко. Вчера одгледување марихуана, денесно третирање невини животни, утре, кој знае што. Ќе ви најдам нешто, иш да не се секирате. Туку важното е дека ова, почитувани гледачи, почитувана министерке, е еден многу опасен човек. Човек кој мора да се затвори. Колку побрзо, толку подобро, бидејќи од тоа директно зависи днината на оваа земја. Фала ви, министерке. Се надевам дека ќе ме послушате. И, почитувани гледачи, скоро да сме при крај на денешното издание. Пред да завршиме, би сакал уште еднаш да се навратиме на претседателот на Комисијата за лустрација, Аџиев, и неговата дружба со новинарите. По добиените сознанија за извршената проверка, споредување со други досеја формирани во тоа време од истите служби, може да се констатира дека истите не се релевантни за комисијата да може да постапува по истите. Тоа е денешто денес. Што значи сега тоа ќе ни преведете? Мислам јас македонски прочитав. Така бе, господин Аџиев, сите знаат македонски. Исто како што вие си го знаете законот. Океј, толку за денешно издание. За крај би сакал само да си се изрекламирам. Од овој викенд рапортов, освен што можете да го гледате на телевизија, ќе можете и да го читате во Весник. Секоја сабота во Шпиц, рубрика наречена Лажен рапорт. Слично како и со емисијава, која е првото сатирично нјуз шоу во земјава, така и таму, за прв пат во Македонија, фейк нјуз, лажни вести. Доколку не сте виделе првата вест во почетеното издание, се уште не е досна. Одете на шпиц.com.mk. Веста е насловена "Скандалозно, Груевски стигна на време". А моето време овде веќе истече. Чао, се гледаме следната недела.